Имавме добиено пофалби од судиите во Хрватска дека не за година дена вакво нешто што направивме е невозможно. Значи, тоа до сега не е видено на Балканот. Со болид кој што е правен од неискусни инженери, учеството е најголемото достигнување, бидејќи има тимови 3 до 4 години им требало да го направат она што ние да го направивме за една година. Како што може да видите, бевме доста упорни да стигнеме до овој момент, да покажеме дека можеме и ние тука во Македонија да направиме нешто што колегите од странство исто може да го направат. И сме прилично среќни што едноставно добивме таква поддршка да ни се овозможи вакво нешто и на идните генерации да може да продолжат ова да го негуваат. Ова е финалната верзија на нашето возило и сега сме во фаза на предтестирање. Во следната недела, 2 недели ни следи тестирање на сите компоненти, испитување на правилата. Вака изгледа дека се е тоа малце поедноставно, ама човечкиот фактор и целата таа организација конкретно е она што највеќе можеби ги кочи сите. Но успехот да се направи еден болид и покрај сите тие работи, покрај целото неискуство, мислам дека е навистина феноменално нешто. Тоа е процес каде што се греши и се учи, значи итеративен процес, не сме ние да кажеме совршени цело време да погодуваме секоја работа што ја правиме. Да, се греши и знаат дефекти да се случат, но гледаме како да ги надминеме тие дефекти. Тоа е дел од инженерската работа, тоа е дел од да си предприемач, едноставно, како што кажав, не носи до лимитите да ги откриеме нашите способности што не сме знаеле дека ги имаме.